Покрај маркетите, важна улога во формирањето на крајната цена на храната и пијалоците имаат и дистрибутерите. Тие се алката меѓу увозот, производителите, магацините и полиците во продавниците. А токму кај дел од нив во 2025 година се гледаат милионски добивки. Според податоци од Централниот регистар, 10 најпрофитабилни дистрибутери од оваа група лани заедно оствариле добивка од 23,63 милиони евра. Овие суми во некоја рака коинцидираат со профитот што го остваруваат малопродажните синџери, но со многу повеќе труд, ризик и поголем обрат на средства, објаснуваат од нивната фела. На врвот од сите Атлантик од Скопје со добивка од 3.769.056 евра. Втора е Адриус од село Глумово, Сарај, со добивка од 3.502.103 евра. Компанијата е насочена кон трговија на големо со храна, пијалоци и тутун. Во јавните профили се поврзува со замрзнато месо, банани и други прехранбени производи. Трета е Алма М од Скопје, Бутел, со добивка од 3.078.110 евра. Четврта е Колит С Тим од Колешино, Ново село, со добивка од 2.743.782 евра. Ова е една од најсилните дистрибутивни компании за стока со широка потрошувачка. Пета е Чеза Комерц од Скопје со добивка од 2.302.872 евра. Компанијата е најпрепознатлива преку собствените брендови Кибела и Нутини. Шеста е Апетит Груп од Скопје со добивка од 2.207.763 евра. Седма е Кола од Скопје со добивка од 1.937.525 евра. Осма е Подрвка од Петровец со добивка од 1.472.397 евра. Девета е Несле Адриатик Македонија од Скопје со добивка од 1.431.062 евра. И десета е Оаза Екстра Скопско од Штип со добивка од 1.391.175 евра. Оваа листа покажува дека дел од најголемиот профит во синџирот на храна и пијалоци се создава кај дистрибутерите. Тие ја контролираат важната врска меѓу увозот, производителите, складирањето, транспортот и маркетите. Затоа, кога се анализираат цените што ги плаќаат граѓаните, мора да се гледа целиот пат на производот до полицата.